Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за укажувачите или така наречените свиркачи и законските можности за нивна поголема заштита од репресии. Без нив, многу од крупните актуелни афери можеби уште долго време ќе беа тајна. Whistleblower, свиркач или укажувач е лице вработено во некоја институција или компанија во која забележал неетички или незаконски практики, спротивни на јавниот интерес, и затоа решило да ја извести јавноста. Ваквите лица потоа се соочуваат со отказ од работа, тужби, закани, па дури и убиства. Затоа Европската комисија предложи нови правила за заштита на укажувачите, кои би требало да важат во сите земји членки. Така наречените свиркачи или укажувачи на измами, финансиски малверзации, даночни затајувања, нелегално користење податоци и слични незаконски действија би требало да добијат поголема заштита од евентуални последици. Тоа е содржано во новите правила предложени деновиве од страна на Европската комисија. До ова доаѓа откако активисти за транспарентност искажаа серија критики за законодавството на Европската Унија во врска со слабата заштита на укажувачите и немањето гаранции дека тие, откако ќе посочат на некакви неправилности, нема да бидат изложени на репресии. If people with insider knowledge hadn't had the courage to speak out, many recent scandals would never have come to light. You can think of Panama Papers, LuxLeaks, Dieselgate, and lately Cambridge Analytica. But these people took enormous risks, legal and even physical, for their careers and for their livelihoods. Whistleblowers can often pay a high price for their actions. So I believe we need to protect them far better than we're doing today. Европската комисија смета дека нејзиниот предлог за новите правила ќе значи промена на играта, односно компаниите ќе мора да воспостават интерни канали за укажувачите и да ги заштитат од репресии, како отпуштање од работа, понижување, па дури и судски постапки. Истовремено постојат и правила и заштита од евентуални злонамерни или неточни укажувања. Our proposals will protect people who speak up and face possible negative consequences irrespective of their employment status. So not only employees, but also self-employed people, contractors, interns and job applicants. Заштитата ќе се однесува меѓу другото на сите оние што ќе демаскираат илегални активности во јавните набавки, финансиските услуги, перењето пари, нуклеарната безбедност, безбедноста на храната, приватноста и заштитата на личните податоци и слично. As you know, of course, whistleblowers are a crucial source for investigative journalism. This is a form of journalism democracy cannot do without, but it's also under pressure, not only because of the fact that the business model of news is changing and making it more expensive, but also because of the threats and violence carried out against journalists worldwide. And sadly, we have to see that we're not immune to that in Europe either. We've seen 2 recent murders. Новите предложени правила за укажувачите мора да бидат одобрени во земјите членки на Европската Унија и да бидат изгласани во Европскиот парламент, пошто ќе стапат во сила. Моментално, само 10 земји членки на Унијата имаат регулатива за целосна заштита на укажувачите, или така наречените свиркачи. Аферата со масовното прислушување во Македонија беше откриена со помош на укажувачи. Законот за укажувачи беше донесен во ноември 2015, а стапи во сила во март 2016 година. Но имаше забелешки од Венецијанската комисија и мораше да биде изменет. Докаде е сега со законот или дали сега ги исполнува стандардите? Од Скопје, Фросина Димеска. Во февруари годинава Собранието ги донесе измените на Законот за укажувачи во кој што се вградени забелешките на Венецијанската комисија. Според законодавецот, со ова практично се овозможува поголема заштита на укажувачите и меѓу другото се обезбедува една институција која што ќе врши надзор за спроведување на законот. Но познавачите на состојбите велат дека согласно најновите европски директиви, ова не е доволно. Една од клучните измени донесени годинава е заштитата на укажувачите за јавно пријавување, односно ако тоа го сторат во медиуми, вели Бојан Георгиевски, магистар по правни науки. Но тој посочува дека постојат некои работи што треба да се подобрат во законот.
постои една дополнителна заштита која што треба да ја имаат укажувачите во таа ситуација. Односно, како што Европската комисија наведува, доколку постои сомнение дека е скршен јавниот интерес, тогаш укажувачите несомнено треба да уживаат судска заштита и заштита од откривање на идентитетот. Тој посочува и на уште една разлика во македонскиот закон и тоа што го предвидува Европската директива. Каналите за пријавување кај нас се во државните институции, а во европските насоки тие треба да бидат во државните институции, но одделени финансиски и структурално од нив. Според Георгиевски, треба да се спроведе поширока кампања за тоа што е укажувач, односно лице кое смета дека јавниот интерес и човековите права се поважни од интересите на одредена организација или институција. Укажувачите се важни, особено се важни во општества каде што не постои развиено ниво на слобода на изразување, слобода на говор и слобода на медиуми, поради тоа што тие се последна инстанца каде што јавноста може да добие некои информации кои што вообичаено би биле доверливи или класифицирани, меѓутоа кои што откриваат нека голема злоупотреба на јавниот интерес, кршење на јавниот интерес или злоупотреба на довербата на граѓаните во институциите. Неодамна Коалицијата за заштита на свиркачите во Југоисточна Европа и Европскиот центар за заштита на правата на свиркачите им доделија награда за слобода на говорот на двајца поранешни вработени во Македонската управа за безбедност и контраразузнавање, кои го открија скандалот со прислушувањето во Македонија. Ѓорди Лазаревски и Звонко Костовски. Тоа беше се во оваа емисија посветена на укажувачите или свиркачите и законските прописи за нивна заштита. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање!